На крајниот североисток од Македонија, по долината на Крива река во подножјето на Осогово се наоѓа Крива Паланка. Денешниот амбиент на ова македонско градче се уште потсетува на минатите времиња. До некаде сочуваната стара архитектура, во која и денес се препознава вештата рака на градителот, делува само како реминисценција на едно далечно, но сепак присутно време. И овде македонецот го изградил својот дом онака како што нему му одговара на неговите потреби, на неговиот живот. Уште во раниот среден век овде минувал важен пат кој што ги поврзувал источните области на Балканскиот полуостров со Јадранскиот брег. Патот имал особено важно значење за Турската империја, бидејќи по него се движеле големи турски војски и карвани. И не само турски. Тука поминал и српскиот крал Стеван Дечански со голема војска во 1330 година, на пат за битката на Велбушт, денешен Кјустендил. Со своите војски минале и турските султани Мурад I во 1389 година за судбоносната битка на Косово поле и Мехмед II во 1464 година на пат за Босна. Турскиот везир Пајрам Паша ја увидел големата важност на оваа комуникација, па затоа решил да изгради добро проводен пат по должината на Крива река, а крај патот и тврдина како пориште на турската власт. И патот и тврдината ги градела рајата од околните села. Тоа се случувало во 1633 година, што е всушност и почеток на создавањето на Крива Паланка. Градот го добил името по Крива река. Турците реката ја викале Егридере, а градот Егридере Паланка. По основањето Крива Паланка имала услови за брз економски развиток. Селаните македонци што се доселувале од околните села, отворале меани и фурни, работеле како зидари, самарџи или воденичари. Тука се топило и железо, од кое се изработувале железни плочи, поткови, шајки, секери, синџири и српови и други производи кои што со карвани биле префрлани во Цариград. Во 1661 година во Крива Паланка престојувал и турскиот патеписец Евлија Челебија, кој што забележал дека крај тврдината, во која што биле сместени 200 војници со диздар, имало и 800 куки
кои што биле покриени со керамиди и штици. Од турските извори се гледа дека Паланка бил важен административен центар и се вели да се знаат цариградските конаци Митровица, Приштина, Ени Пазар, Кјустендил и Егри, Дере, Паланка. Во 18 и 19 век, со економскиот развиток на Крива Паланка, се создале услови да се оформи граѓански слој кој што почнал да доаѓа во допир со културните и просветните постигања на другите народи во Европа. Меѓутоа, во тоа време, кон македонскиот народ, младите буржоаски класи на соседните народи, србите, бугарите и грците, ги насочувале своите грабечки канџи. Но и при такви сложени и тешки услови во овој крај се појавиле национални и културни будители. Таква личност бил Јоаким Даскал Крчовски. Тој во Крива Паланка бил свештеник и прв народен учител. За да ги направи своите дела поблиски и разбирливи за читателот и слушателот, тој старите црковни книги ги преработил во духот на народниот говор. И покрај тоа што неговите дела имале претежно црковен карактер, во нив се пропагира учењето и потребата од духовна наобразба. Ви се молам, мои братја, секогаш да се поучувате со книги, ама да читате без мрза. Книгата ја храни душата, кој што чита книги може да му се дигне умот. Кога зборуваме за културно-историското минато на Крива Паланка, секако треба да споменеме манастирот Јоаким Осоговски, кој што со векови представувал културен центар на целото подрачје. Според преданието, изградбата на манастирот започнала во 12 век и му е посветен, според религиозното предание, на Јоаким Осоговски, кој што дошол тука од селото Градец. Населението од сите села на овој крај учествувало во неговата изградба со доброволни прилози и работа. Надзорот и раководењето им било доверено на мајсторите од Дебарско. Кога соборната црква на манастирот била веќе при крај со градбата, според легендата, еден непознат турски паша решил да ја разурне. Со силна војска и башибозук се упатил кон него, но одеднаш добил срцевудар и паднал од коњот. Војската се уплашила, а пашата успеал да даде знак со раката да се вратат назад. Од тогаш манастирот станал свето место дури за турците. Во историските хроники, манастирот Јоаким Осоговски за прв пат се споменува во 1196 година, кога го посетил бугарскиот цар Калојан.
Во 1586 година манастирот бил разурнат од земјотрес и многу оштетен, па така се до 18 век бил запустен. Денешната соборна црква, која што има 12 куполи, е изградена околу 1850 година, со прилози од иснафите на Крива Паланка. Во исто време била обновена и еднокуполната црква Света Богородица, изградена веројатно во 15 век, па така денес во кругот на манастирот има две цркви. Со својата стара архитектура, особено се истакнува трокатниот дрвен конак, кој што на секој кат има голем чардак и по неколку соби на аглите. Конакот е долг 40 и висок 18 метри. Крива Паланка од секогаш била место каде што поминувале и се содрувале разни војски: турски, бугарски, српски, германски, француски и австро-унгарски. Во 1912 година, за време на Првата Балканска војна, од правецот на Ќустендил овде дошол српскиот војвода Степе Степановиќ, кој што ги изгонил турците. Во 1913 година, во Втората Балканска војна, на ова подрачје се воделе тешки борби меѓу србите и бугарите. До 1915 ова подрачје останало под Србија. Таа година Бугарија повторно ја нападнала Србија, која што била исцрпена од тешките борби против австро-унгарските и германските војски, па така бугарите повторно завладеале со ова подрачје, каде што останале до 1918 година. На влезот во Крива Паланка, од правецот на Скопје, се наоѓа спомен костурницата на паднатите српски војници во многуте битки што се воделе овде.
Dokаже mi тоа дека близу Крија Паланка на Страцин се водени тешки борби меѓу старата југословенска војска и германско-бугарските војски во 1941 година. Неколку дена по навлегувањето на германските војски дошле бугарите како втори окупатори. Новите окупатори настојувале да организираат своја власт. И нивните намери да се прикажат како ослободители биле брзо откриени и уште во првите денови на окупацијата, населението масовно се спротивставувало на нивните административни мерки. Ниту силниот терор на окупаторските власти не можел да го спречи населението од овој крај со симпатии да гледа и да пристапува кон народно-ослободителното движење. Само за илустрација да ја споменем и бројката од 202 жртви што Крија Паланка ги даде во текот на народно-ослободителната војна. Крива Паланка е ослободена на 8 октомври 1944 година. Слободата е дочекана со голема радост од населението, кое што веднаш започнало со само прегодна работа за обновување на сето она што било разурнато во текот на војната. Стопанството на целото ова подрачје почнува да бележи свестен развиток во сите области. Се развива рударството, текстилната индустрија, дрвната индустрија, земјоделството и сточарството, како и градежништвото и комуналната дејност. Денешниот лик на Крива Паланка е секако резултат на подемот на целото наше општество. Бројни се новите објекти, како стамбени, така и културни, кои што полека именуваат физиономијата на овој наш град. Тие се исполнуваат својата функција, меѓутоа во ништо не го нарушуваат типичниот македонски амбиент. Тука се и старото и новото, поврзани во една нераскинлива врска, давајќи на Крива Паланка посебен белег својстен само на неа.